Живееме во ера на динамични промени и растечка непредвидливост. Новите асиметрични закани и зачестените природни и од човекот предизвикани непогоди и катастрофи ја зголемуваат ранливоста на критичната инфраструктура и со тоа ги загрозуваат виталните функции на државата и на општеството. Отежнувачки фактор за нас е што Северна Македонија се наоѓа во еден од климатски, но и безбедносно најранливите региони во Европа. Поради незавршената интеграција на регионот на Западен Балкан во Европската унија и во НАТО, степенот на порозност на критичната инфраструктура секогаш има и нагласена безбедносна димензија, дополнително засилена со присуството на новите хибридни закани. Во такви сложени услови, нашата држава е недоволно подготвена. Се уште сме на почетокот на процесот за утврдување на критериумите за одредување на критичната инфраструктура во земјава, како клучен дел од идната стратегија и закон за заштита на критичната инфраструктура. Поволна околност е што барем досега нас не имаат одминато несреќи од поголем обем, но искуството од најголемиот дел од земјите во Европа и во светот потврдува дека тоа е прашање на време. Значи не дали туку кога една криза од поголеми размери ќе се случи. Во таа смисла ние се наоѓаме во трка со времето. И затоа сме денеска тука на оваа конференција со цел да го направиме првиот чекор. Почитувани присутни, постојат различни дефиниции на критичната инфраструктура, но речиси сите ги вклучуваат физичките и организацијските системи од витално значење за функционирање на државата, на општеството и на економијата. Нарушувањето на критичната инфраструктура или на еден нејзин дел може многу лесно, каскадно да се прелее и во други клучни области и процеси, чие што прекинување или сериозно нарушување ќе представува голем ризик и опасност по животот и по здравјето на луѓето. Затоа, за да имаме вистински функционална држава со одржлива развојна економија и можност за планирање на иднината, неопходно е да изградиме ефикасен систем за заштита на критичната инфраструктура. Кон овој процес мора да пристапиме темелно и без импровизации. Треба да се утврдат јасни критериуми за идентификација на критичната инфраструктура и да се направат проценки на ризиците и заканите по незиниот интегритет. Овој потфат е преголем за само една институција и за само еден мандат. Неопходно е да се вклучат сите надлежни државни институции, релевантни оператори и компании од приватниот сектор, како и искусни експерти од областа. Само ако работиме заедно, можеме да изградиме модел што ќе ја гарантира безбедноста на нашата критична инфраструктура, а со тоа и виталните интереси и функции на државата и на општеството. Во однос на ова прашање постојат системски решенија различни. Но како земја кандидат за членство во Европската унија, ние можеме да ја користиме директивата на Унијата од 2008 година како ориентир при конципирањето на нашето решение. Најдобрите европски искуства треба да ги прилагодиме на нашиот домашен амбиент и постојните системски решенија. При тоа, како држава со ограничени човечки, материјално-технички и финансиски ресурси, мора да бидеме максимално ефикасни во заштитата на критичната инфраструктура. Ваквиот системски пристап подразбира најмалку две нешта. Прво, наместо парцијални решенија, потребен ни е систем во кој ќе се избегне непотребното дуплирање на ресурсите, паралелизмот и преклопување на надлежностите, кое само по себе може да биде фатално во критични моменти. Второ, мора да одиме чекор по чекор и сектор по сектор без расплинување. Во принцип, се согласувам со доминантниот став во релевантни анализи дека е паметно да започнеме со регулирање на енергетиката и транспортот, а дури откако ќе ги заокружиме да продолжиме со другите сектори. Стратегијата за заштита на критичната инфраструктура треба да биде комплементарна со другите сродни стратегиски документи за одбрана, енергетика, економски развој, животна средина и намалување на ризиците од катастрофи. Од стратегијата треба да произлезат законски и подзаконски решенија, методологии и стандардни оперативни процедури, со кои конечно ќе ги пополниме постојните празнини. Почитувани присутни, на крајот дозволете ми да сумирам. Северна Македонија има потреба од заштита на критичната инфраструктура. Неопходно е без одлагање
да пристапиме кон изработка на стратегија што ќе биде преточена во единствено законско решение и пропратни оперативни документи. Треба да бидеме свесни дека тоа не е ни малку лесна задача. Градењето на систем за заштита на критичната инфраструктура е крупен предизвик и за многу поголеми и поразвиени држави од нашата. Но ако не го направиме тоа, цената може да биде многу висока. При тоа верувам дека околу една работа немаме дилема. А тоа е дека во средиштето на овој модел мора да бидат македонските граѓани. Бидејќи на крајот успехот на една држава и на еден систем се мери само во однос на тоа дали ќе ги заштити своите граѓани од се побројните неизвестности на модерното време. Ви благодарам.